Власта се фали дека со буџетот за 2024 година платите за функционерите нема дополнително да пораснат, но дали воопшто и ќе се намалат не кажува. Во буџетот за наредната година пресметани се платите на сите функционери со зголемувањето 78%, иако повеќе пати власта најави дека со законски измени ова ќе се промени. Министерот за финансии натаму уверува дека зголемување нема да има, но проблемот е што тоа што тој го кажува се однесува на дополнителното зголемување согласно растот на просечната плата. Значи во буџетот нема предвидено дополнителни средства за дополнителен раст на платите на избрани и именувани функционери во март наредната година. Тоа е став на владата како политика, соодветно на тоа ќе се предложат соодветните законски измени. Во однос на тоа прашање, јасна е позицијата на владата како политика, решенијата ќе следат. Кога ќе се коригираат платите кои порасна за 78%, Бесими конкретно не кажува. Тврди дека работната група работела и толку. Уверува дека не го планирале дополнителното усогласување за да дадат сигнал дека владата работела. Министерот нема ниту план што ќе се прави со парите кои се планирани за оваа намена доколку тоа воопшто се случи. Значи има работна група која ќе дојде со предлог решение во влада и владата ќе излезе конкретно со став во однос на тоа прашање. А во однос што во моментот законите го предвидуваат раст во март, реков дека тоа веќе за да даде јасен сигнал владата дека работи во таа насока, не се предвидени дополнителни пари во буџетот за таа намена. Инаку за ова што ме прашавте поконкретно, да, ќе информира владата таа работна група откако ќе достави конкретен предлог и ќе има конкретен одговор за тоа прашање што го поставивте. Бесими денеска не сакаше да зборува премногу за платите, оти поважно било тоа што можеби ќе добиеме околу 1 милиарда евра од планот за економски раст на Европската комисија. За тоа да се случи, потребно е да се исполнат низа реформи кои Брисел доправа треба да ги утврди заедно со македонските власти. Рокот за ова е 3 месеци.